Наши од народ. И на сите вели да не ги почитуваат еврејските закони. Зборува против храмот. Осквернамува ова свето место со тоа што носи на евреи. Да, го видов претходно со на евреи од Ефес. Стој! Во името на Цезар! Кој си ти? Јас сум Павле од Тарс, римски граѓанин. Ни доведе еден неверник во храмот, а тоа е забрането. Застанете, сите! Павле од Тарс, бидејќи изгледа ти си го започнал се во ова, те апсам заради предизвикување неред. Доаѓаш со нас. Треба да се почитуваат законите. Спорта си од свет, за сите времиња. Божиот почиве, супер книга. Осана, супер книга зборот. Осана, супер книга зборот. Јас сум Керол Купер, вашата спикерка, и се јавувам од местото на големата поплава која го уништи брегот на оваа мала нација. Донациите за храна и лекови продолжуваат да пристигнуваат, а загрижени луѓе доаѓаат од секаде за да помогнат, вклучувајќи го господинот кого го запознавме, професор Квантум. Професоре, кажете ни што донесавте со себе? Тоа е моето семејство и нашата пријателка Ела. Инсистираа да помогнат. Всушност, професоре, мислев на ова. Оу, ова, да, па, како што знаете, голем проблем по поплава е загадената вода за пиење. Но, мојот ултравиолетов систем за прочистување заснова на хлор делува длабоко во овие бунари и создава чиста вода за неколку часа. Комарциве се насекаде. Не грижи се, Ела. Мислам дека змиите ќе ги изедат. Змии? Ако не се удават во калта, Лука! Ела, донеси 4 пакувања стерилна газа? Веднаш, господјо Квантум. Ела, те молам однеси уште едно пакување со антисептици и памук за бришење во шатор 3. О, и комплекти за шиење. Доаѓам веднаш. Ела, докаде си со газата? Ела, побрзе со комплетите за шиење. ела, Очите ти солзат. О, Гиз, Лука, едноставно не можам повеќе. Навистина не можам. Сакам да помогнам. Навистина сакам. Го почувствував тоа во моето срце штом слушнав за несреќата. Ама овие бубачки и калта и сите овие луѓе на кои им треба помош, јас не мислев дека ќе биде толку тешко. Супер книга! Ве водам да се запознаете со човек кој се соочил со пречки навидум непремостиви, но сепак не се откажал од својата мисија. Затвореници, стојте! Капетане, затворениците се спремни за во Рим. Доведете ги. Го слушнавте капетанот. Одете да не го вкусите повторно мојот камшник. Нема потреба да ги тепате. Стојте! Што правите овде?
Долу заедно со останатите затвореници. Бегайте! Ќе не научам јас како се бега. Фотете ги! Фотете ги! Биде ги! Тоа е подобро. Фотете ги затворениците! Поминувам. Имам некои недостатоци во планот. Refaktiv. Мислам нека добив осип од толково. Вашиот пријател е можна необичен. О, да, тој е единствен на светот. Добро си, Ела? О, супер! Од комарци и кал преминав на окови и затворенички брод. Едноставно животот ми оди на подобро. Ела, додека бев во затвор сватив дека моќта на Бог е најголема кога сум слаб. Затоа, ако продолжи да ми дава сила и моќ, јас со задоволство ќе се фалам колку сум слаб. Да, било ми е да бидам слаб, или навреден, или понижуван, или да бидам во неволја и да страдам. Ако е тоа за Христа, бидејќи кога сум слаб, јас всушност сум силен. Да се помолиме за лесно патување до Рим. Рим? Одиме во Рим? Колку возбудливо. Треба да ми биде судено пред Цезар. Звучиш како да си среќен заради тоа? Зашто да ти суди? За предизвикување неред. Тоа беше во Ерусалим. Проповедав за Исус на сите што сака да слушнат. Бев обвинет дека сум довел неверник во храмот. Тоа не беше вистина. Бараа римјаните да ме казнат со смрт. Но се разбира, не може да го докажат обвинувањето. Неколку ноќи подоцна, Исус се појави во мојата келија. Разведри се, Павле. Исто како што сведочеше за мене во Ерусалим, така треба да сведочиш за мене и во Рим. Оттогаш, мојот случај беше сослушан пред двајца римски гувернери и кралот Ирод Агрипа. На крај, како римски граѓанин, имам право да ми биде судено лично пред Цезар. И затоа еве сум, на пат за Рим. Добро, кој од вас сака малку на свеж воздуха? Треба да се исчисти полубата. Те молам, не ми избирај мене, не ми избирај мене, те молам, ова не може да е полошо. Ела, А што со тебе, христијану? доста е! Капетане, може ли да ни ги олабавите оковите? Барем додека сме на море. Капетане Јули, не можете да дозволите ова валкана банда робови... Извади им ги оковите. Нема каде да побегнат. Многу ќе внимавам на тебе, пријателе. Луѓе,
Верувам дека не очекуваат неволја ако продолжиме. Бродолом, губење на товарот и опасност по нашите животи. Не знаеш што зборуваш. Капетане, мораме да продолжиме. Овде нема соодветни пристаништа. Ова е лошо место да се мине зимата. Посадата ги знае овие води. Да продолжиме по брегот до Феникс. Ве преколнувам да размислите. Морам безбедно да стигнам во Рим. Нема зошто да се грижиш. Капетанот на овој брод верува дека неговата посада знае што прави. Што знае затворени код Ерусалим за отворено море? Не постои бура низ која не можеме да пловиме. Нема да издржи на овие бранови. Пловете код брегот! Пловете код брегот! Според актуелниот воздушен притисак, формацијата на кумулонимбус и брзината на ветрот постои 50% шанса од... Бранови. Ви реков качете го чамецот на палуба. Ајде. Ти благодарам. Моли се на твојот Бог за нас. Не плаши се, Павле. Мора да бидеш доведен пред Цезар. Уште повеќе, Бог со неговата добрина има возможи безбедност на сите кои пловат со тебе. Мораме да се ослободиме од товарот. Се што е повеќе фрлете го во вода. Добро, но не ме обвинувајте мене ако подоцна затреба. Луѓе, требаше да ме послушате и да не го напуштате Крит. Ќе избегневме штетата и загубата. Но бидете храбри, никој од вас нема да го изгуби животот, иако бродот ќе потоне. Синоќа, ангел пратен од Бога, кому јас му припаѓам и кому му служам, застана пред мене и ми кажа: Бог со својата добрина има возможи безбедност на сите кои пловат со тебе. Затоа бидете храбри и верувајте во Бога. Ќе биде како што кажа тој, но ќе доживееме бродолом и ќе завршиме на остров. Изгледа многу сигурен. Неговата вера никогаш не попушта. Никогаш. Христос кажа: ако имате верба мала, макар колку зрно, можете да ја кажете на планината: помести се одовде, онаму и таа ќе се помести. Вера. Па, како војник јас секогаш сметав дека остриот меч ми треба за да правам било што. Плитка вода, тоа е добро, нели? Добро, тоа е одлично.
20 фатоми длабочина и станува се поплитко. Близу сме до копното. Спуштете ја котвата пред да удриме. Но, капетане, Правете како што велам. да, господине. Спуштете котва! Спуштете котва! Гледаш копно? Се уште не. Треба да се спуштиме под палубата и да се молиме брзо да се раздени. Ве молам, јадете нешто за свое добро. Дај, дозволи да ти помогнам. Копно! Копно пред нас! Павле, тоа е сигурно острова за кој што зборуваше. Кренете ги котвите! Ослободете го кормилото! Отидме во песечен брег. Бродот се распаѓа. О не! Бродот се распаѓа! Ако затворениците подобнат, ние ќе бидеме виновни. Затоа велам да ги убиеме сите! Почувајќи од него! Не! Никој нема да биде убиен на мојот брод. Најмалку овој човек. Добро, сите кои знаат да пливаат да влезат во вода и да се упатат кон брегот. Оние што не можат, фатете се за нешто и веслајте. Нема проблем. Одиме. Конечно на безбедно. Исто како што кажа. Павле, дали мислиш дека секој може да биде прифатен од страна на твојот Бог? Христос ги прифаќа сите кои го бараат. Според моите отчитувања, ние сме на островот Малта на околу 4 дена пат од Рим. Дечки, изгледа имаме друштво. Се нарекува слез. Верувајте ми, одлично оди со риба. Отровница! Отровна змија! Нема сомнение дека овој е убиец. Иако му побегнал на морето, правдата не дозволи тој да живее. Не плашете се. Змијата не ме повреди. Тоа е невозможно. Навистина, ти мора да си Бог. Јас сум само гласник на едниот и вистинскиот Бог. Одам во Рим да го ширам неговото слово. Твојот Бог мора да е многу моќен. Би можел да му помогне на таткото на водачот. Тој е стар и болен.
Добро ли е? Изгледа навистина болно. Тој е излекуван. Ти го спаси мојот татко. Не знам како да ти се заблагодарам. Може би не си Бог, но си вистински Божји човек. За 3 месеци ќе дојде брод кој ќе застане овде на твојот пат за Рим. И ако тоа е она што го сакаш, ветувам ќе се качиш на тој брод. Во меѓувреме ќе бидеш гостин кај мене дома. Ти благодарам на твојата добрина. Павле, јас не разбирам. Зошто да одиш во Рим? Зошто не останеш на Малта? Овие луѓе те сакаат. А во Рим? Ти благодарам за грижата, Ела. Исус ми кажа дека морам да сведочам во Рим. И јас тоа ќе го направам. Неверојатно. После се што Павле помина. Нереди, затвор, ужасниот бродолом, смртоносното гризнување од змија, изгледа ништо не може да го спречи Павле во неговата мисија. А мене ми беше тешко од неколку комарци и малку кал. Супер книгата! Сега, каде сме? А, да, ти беше прекриена со кала, ние се обидувавме да не ти се смееме. Ќе се вратиме на работа? Дали тоа значи дека не е толку тешко? Не, се уште е тешко, но верувам дека Бог сака да го направам тоа. Така и ќе биде. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе